Нова недела, нови случувања и нови теми за разговор. Добро дојдовте во новата епизода на И што? Темите се: колку се успешни мерките според Мицковски, промена на широкиот устав со одложено дејствие. Максим коректорот Димитриевски се само коригираше. Според Максим, првиот чекор кон голема Албанија се реализираше. Вистинскиот ефект од посетата на Мицковски во САД. Ќе отпочнеме епизодата со тема која што веќе добро ја знаем, а тоа е успехот на така наречената новогодишна кошничка. Во претходната епизода на И што дефиниравме дека тие 0,3% кои што ги зачувале граѓаните се рамнат со статистичка грешка. Поточно, едно 4-члено семејство зачувало цели 180 динари за време трајање на кошничката. Премиерот има други информации. Да слушнеме. Јас во животот сум научен да бидам темелен. Никогаш во животот не сум импровизирал. Самиот се седнав, си појдов во неколку маркети, бидејќи велите дека не сум идел во маркети, без обезбедување, самиот си отидов и неколку производи од потрошувачката кошница ги извадив со цените кои што се декларирани. Знаете што констатирав? Само за храна и пијалоци 3000 денари помала цени од тие што се декларирани во минималната синдикална потрошувачка кошничка. Во ред, да речеме дека сте биле сами во маркет, без обезбедување, се разбира. Сте ровареле со саати по рафтовите и сте ги запишале цените на сите производи вклучени во мерката. И на крај сте направиле самостојна проценка околу заштедата на просечното 4-члено семејство. После сет тој труд, сте заклучиле дека заштедата е цели 3000 денари. Сега 3000 денари представуваат дури 5% заштеда од 60.000 денари, што инаку не е многу, ама сепак не е цифра за занемарување. Прашањето тогаш е: кој лаже? Владата се изјасни дека заштедата е 0,3%. Вие велите дека е 5%. Вашата проценка од 5% е 17-кратно повисока од проценката на владата. Или Министерството за економија треба да ги отпушти вработените и да се смени министерот, или некој треба да иде кај тате и бате да ги доврши часовите по математика. Не е битно. Асистент на тате, асистент на бате, не битно. А веќе кога сме кај резултатите на власта, премиерот тврдеше дека кумовата тајфа е оправдана и дека квалитетот на средбите остварени во САД се на досега невидено ниво. Да слушнеме. Што бара вице-премиерот Изет Меджити и министерот Таравари, па дури и заменик министерката Викторија Трајков во Америка? Таму оди делегација на премиер. Сигурно вие не мислите дека јас ќе го ставам ранчето од дома, ќе го наполнам со лична гардероба и ќе се качам на првиот авион и ќе отидам во посета како премиер. Делегацијата беше најскромно што е можна. И ако ги споредите со делегации во минатото, навистина е најскромно што е можна. Квалитетот на средбите е највисок споредено со било кога. Зборам ако се земе предвид карактерот на посетите, содржината, но и луѓето со кои што имав средби, и тоа се покажува и докажува не само за време на посетата, туку и периодот потоа. Се разбира дека премиерот не може само со ранче да се спакува и да иде на инаугурацијската авантура. Ни една авантура не е авантура без пријателите. Квалитетот на средбите одржани во САД се покажа одма од кога дојде премиерот дома. Трамп ја замрзна помошта што САД ја дава на странски држави. Би си рекле, чим Мицковски беше специјално поканет од Трамп на инаугурацијата, Мицковски и неговата скромно импозантна делегација би искористиле таа врска за да бидеме иземени од тие санкции. Но за жал не. САД ги замрзна сите проекти во Македонија, што е голем удар за сите невладини, но и представува 72 милиони долари девизен прилив кој што ќе го снема. За да се надокнади, треба или да се задолжиме повторно во странство, или да направиме извоз од 500 милиони долари, за да имаме профит близу до 72 милиони долари да ја покриеме дупката. Друг ефект на посетата во САД е депортацијата на 341 македонец кои ќе пристигнат во Македонија во лисици. До сега невидени резултати и тоа во рекордно време. Сега, премиерот, користејќи го неговиот опти песимизам, даде како би можеле ние да ги искористиме покачените царини за Европа. Да слушнеме. Дали може да има последица таа одлука на Трамп за Македонија? За Македонија не може да има последица. Лично ние ќе произведуваме тука и ќе извезуваме во име на Германија во Америка. Без токава голема царинска стапка, како што тој најави за Европската унија, бидејќи ние не сме во Европската унија, еве шанса. Еве шанса како да помогнеме на германската економија да биде подобра. Повеќе фабрики тука, повеќе добро платени работни места, па ќе извезуваме како производ од Македонија. Значи Германија ќе изгради фабрики во Македонија, ќе произведува продукти тука и ќе ги извезува кон САД. Надвор од фактот што тоа е речиси невозможна мисија, да речеме дека Мицковски ќе стапи во контакт со Олаф Шолц и ќе се договорат на таква акција. Знаете ли какви санкции ќе воспостави Америка кон Македонија и Германија за ваква сделка? Ова би било директен обид да се занемарат реформите на вашиот близок другар Трамп. За џабе ли беше вашата посета? Нели бевте другари? Да се префрлиме на Максим коректорот Димитриевски и неговата најнова изјава околу уставните измени. Ако одложено дејство на уставните промени ги спречува другите барања?
Видите, имаме нели во континуитет тврдења од Европската унија и представниците дека Европската унија, која што е во преговарач во случајот со Македонија, ќе се заложи да нема други блокади. И тоа е на нив, тоа не е на нас. И а тоа не- дополнително условените амандмани ни го гарантираат тоа. Значи, не Како ни е го опасноста да се внесат во уставот бугарите. Точно. Ние имаме широк устав, има место, тие и веќе постојат таму. Во графата други се наведени сите останати кои што не се споменати. Но видите, многу поголема опасност е кога ќе внесете ваш граѓанин и ќе го потврдите државјанин на оваа држава, роден тука, образован тука, до вчера ве негира од надвор, а сега ќе ве негираат од внатре. Одлично. Дали треба да се согласиме дека ако ги внесеме во уставот, се работи за 3500 на последниот попис пријавени бугари. Да, и не е никаков проблем. Вие во нив препознавате опасност од внатре? Апсолутно дека препознавам опасност од натре. Значи, одложените уставни измени гарантираат дека бугарите нема да ни направат дополнителни препреки со тоа што ЕУ се заложува да не ни направат понатамошни препреки. Тогаш зошто воопшто има потреба да се одложени ако вашата гаранција потекнува од ЕУ, а не од Бугарија? Дополнително тврдите дека бугарите во уставот представуваат опасност за негирање од внатре. А исто така велите, Ние имаме широк устав, има место, тие и веќе постојат таму. Во графата други се наведени сите останати кои што не се споменати. значи не е проблем да се стават бугарите внатре во уставот. Тие веќе се во уставот. Ама проблем е да се стават во уставот бидејќи ќе не негираат од внатре. Иако се веќе внатре во уставот. Дополнително, која е таа ширина во нашиот устав кој што вие зборите? Ќе ви оставиме простор да ги разјаснете овие прашања. Сепак имаме разбирање дека вие како државен коректор имате многу за коригирање. Една од тие обврски, како што можеме да гледаме, е да барате одговорност од сам себе. Зошто тогаш во последните 30 години се гази знаме, се пали знаме, се уништуваат државни символи, се донесе францускиот предлог. Имате политичари кои што со своји јавни говори, повици, па и действија, најгрубо го имаат прекршено уставниот и го имаат уриван уставниот поредок и до ден денеска не одговарале. Кумановци темпераментни луѓе, честни, одани, борбени. Се бориме за едината на овие млади луѓе зад мене, но и на сите вас, и на вашите деца и внучиња. Сите ние сме исправени пред историска одлука. А тоа е референдумот. На оваа генерација на луѓе и падна тежината на таа одлука. Ова не е одлука за Макси, за Заев или Христијан, кој што молчи. Ова е одлука на вас, за вашите и нашите деца. Убеден сум дека на 30 овде ќе ја славиме победата на граѓаните на референдумот. Затоа што волјата на владеачката структура на власт била таква и немало кој да ги процесуира тие предмети. Затоа што нашиот државен апарат, особено обвинителско-судскиот апарат, кој што треба да постапува и екс официо по допрен глас, не постапува бидејќи е заложник на политичката елита која што е на власт. Така е, претходно немало кој да ве коригира, ама сега, откако сте на власт, можете вие да го направите тоа. На вашата долга листа за коригирање ќе ви предложиме да го ставите министерот Александар Николовски, кој што според вашите критериуми се спрема за остварување на големоалбанските аспирации. Тој беше во Косово на посета, каде што железничкото и автопатското поврзување со Приштина било главна тема на разговор. Чекаме од вас јавна корекција. Сепак вашиот став беше: Но она што е најбитно е дека во овој случај вие градите еден коридор кој што првенствено има затскриен политички наратив, а тоа е албанскиот наратив. Овој коридор ви повржува една траса на релација Скопје, Приштина, Тирана. Се поставува прашањето: дали отцртувањето на самиот коридор е отцртување на картата на Илирида, која што многу пати до сега сме ја погледнали? Или сте го смениле ставот во меѓувреме? Прво, ќе ве оставиме да се само коригирате. Поочекуваме во најмала рака барем една празна закана да излезете од коалицијата. После тоа, Александар Николовски сигурно ќе се коригира.